Почитуван заменик председател, почитуван премиер на Владата на Република Македонија, професор доктор Христијан Мицковски, почитувани представници на Владата, министри, заменици министри, почитувани колеги пратеници, македонска јавност и медиуми. Денес ќе поставам 3 пратенички прашања, но со оглед на тоа дека колегата Битики постави прашања за кои што не сакаше да добие одговор, јас ќе ги сменам моите прашања и двете прашања ќе ги поставам до премиерот за да добиеме точни одговори. И уште едно прашање од моите. Првото прашање од господинот Битики беше следното: како ќе објасните дали владата подготвува ново задолжување од околу 350 милиони евра и на кој начин планира да се обезбеди тој износ? Второто прашање: дали владата планира ребаланс на буџетот со зголемување на дефицитот, дали ќе се пробие планираниот дефицит и дали во Министерството се планира дефицит до 6%. Третото мое прашање произлегува од работата на колегите пратеници од опозицијата СДСМ и ДУИ, кои што кога дојдаа на власт ветуваа реформи во сите области и евроинтеграции во Европската Унија. Ветуваа реформи, ветуваа правна држава, квалитетно образование, здравство, здрава животна средина. Ветувајќи реформи во правото, местеа бројчаници и наместо тоа видовме како функционира трас-трас судството, како обвинители и судии носат нарачани судски пресуди. Граѓаните во колективната меморија се уште ги имаат оние слики од минатото, кога се нарачуваа судските пресуди, луѓе се ставаа притвор, се вадеа по потреба да гласаат за уставни измени, станавме држава во која има политички затвореници, и тоа оние кои го бранеа уставот и законите на Република Македонија. И сето тоа доведе до вербата на граѓаните во судството да патне на цели 2%. Моето трето прашање, почитуван премиер, е следно: постојано зборувате дека не сте задоволен од тоа како се спроведува правда, дека граѓаните во право се разочарани, па како ја коментирате оваа ситуација и како влада што ќе преземете во овој дел? Ви благодарам. Благодарам и вам. Поставени се